РТК продолжува со серијата на емисии посветени на пеачите, интерпретаторите, на групите, на сите оние кои даваат придонес во популаризација на македонската и другата музика. Ние како телевизија, како портал настојуваме да ја преферираме нашата македонска музика, која во последно време е навистина и загрозена, меѓутоа музичарите понекогаш и пеат заради публиката и можат да испеат и ноти од бившите југословенски простори, па затоа нема да им замерите ако некој од нив се и наши гости. Денеска разговараме со едно име од Неготино, се работи за пеачот Горан Јованов, кој повеќе од 20 години на овие простори во Македонија пее македонски песни, има препеано доста македонски песни, меѓутоа пее и други фолк мотиви. Можеме да го сретнеме по угостителските локали во Тиквишијата, во Кавадарци, во Неготино и од други градови на Македонија. Има своји видеоспотови, има записи на YouTube, има препеано македонски песни, што значи со него можеме да направиме една емисија која верувам ќе биде гледана. Низ емисијата ќе пуштаме и негови песни, па така верувам дека оваа средба со него ќе ни биде пријатна. Горан, добар ден. Добар ден. На почетокот на есента се наоѓаме во Кавадарци, иако од подавно договараме една ваква снимка. Сепак нели еве успеавме. Еве даде Господ, значи и да ја овозможиме оваа денешна средба, па Белки нема да заврне, еве малку и сонце има. Кој е Горан Јованов? Па вака, значи сами кажавте, име презиме Горан Јованов, потекнувам, значи мислам сите сме нели потекнуваме од села, обично потекнувам од селото Тремник, значи тука нели во Теквешијата и еве веќе 20 години и нешто, значи живеам во Неготино. Со музика се занимавам, значи со пеење и со тропање на тапани. Значи така почнав да свирам и сега пошто нема толку работа со тапаните, повеќе сме со пеење. Имам 41 година, еве мажите не ги кријат нели годините. Накратко, така тоа, значи се бавиме со музика и одам на работа државна во ТЕЦ Неготино. Што пее Горан Јованов? Па, од страна на фолк музиката можам да речем дека пеам скоро се, пошто нели младите обично тоа го бараат, значи пееме македонска, српска, некоја грчка може нели ако побараат нешто, значи од страна на фолк музика се. Горан го запознав за прв пат на YouTube, не лично, онака негови песни погледав и видов дека има интересни, така поедноставни спотчеи, меѓутоа мелосот и неговиот ритам ми се бендиса и му се јавив и реков Горан, може ли да направиме еден муабет да те запознае нашата публика, тој се слоши. Од каде од Охрид во Охрид и зошто таму ги сними едни од најубавите твои песни? Па вака, јас случајно, да, значи случајно бев во Охрид, тогаш нели на одмор. И така се запознав со газдата Јованше од телевизија Морис и баш го замолив, значи да направам некоја снимка нели песна. Тој прифати и рече, значи направивме 3 песни, мислам дека беа во Охрид снимани, покрај езерото, како езероно што викаат на охридски. И мислам дека испадна добри, значи не се тоа класично видео на спотови, туку се нешто како клипови. Значи тој ми ги направи од него лично, од срце, значи не се песните платини, можам да го поздравам, значи Јован од телевизија Морис, тие се ваши колеги. И обично си менјате нели снимки. И мислам дека добри песни беа, направивме, знам, беше Павле ми пие, Еј крчмару и За овој весел народ. Значи Павле ми пие од старите македонски песни, а другите се авторски песни. Кажи ми, кога веќе ги спомна авторските песни, колку авторски песни имаш испеано и кои ти се твои композитори? Па имам испеано некаде, јас почнав значи со снимање од некаде 99-та година, значи почнав од Прилеп со Гоце Костовски пејакот, тогаш со работка и почнав значи Гоце Феса 2001, Валандово 2002, тогаш почнав така на фестивали. Па имав некоја пауза малку со фестивалите, мислам музиката си продолжуваше, нели свиревме ние, ама од финанси, пошто нели обично едно песна да снимаш бара и една плата некој пат. Па мораме да делиме и за песните и после направив соработка со Драги Станков од Неготино. Работев една песна со диџеј Вани, нели, кој што живее во Лондон, да го поздравиме во Харогейт, мислам таму, нели. Исто песна направивме со од групата Джумбуш, што е Мијалче Стојанов. Со Ацето, не знам дали го спомнав, Ѓорѓевиќ од Кавадарци, и така, мислам, обично шарам со музиката, пошто и така се прават најразлични песни, мислам, нели, различни композитори, различни стилови на песни и тоа. Те гледам дека имаш и препеано и македонски песни, народни песни. Имам и јас, значи, направив CD,
со стари македонски песни некои до 5-16 песни и ставив плюс со тие новите нешто за да го дополниме, па мислам дека некаде отприлика има 20 песни тука, некаде на CD-то треба 19, така нешто. Може и да пуштиме една од тие песни? Може секако да. Што имаш на YouTube со твојот глас и твојот лик на тие песни, на таа листа да пуштиме? Па може и по ваш избор, значи ете, може и Павле ми пие, еј крчмару, за овој весел народ. Баш да кажам да се надоврзам за оваа песна, за овој весел народ, скорото ја пуштија на Црна Гора, значи на радиото, на Подгорица, пошто ми ја пуштив и баш ми рекоа дека му била една од најомилените песни. Србите го сакат нашиот мелос. Па да се почитуваме нели меѓу себе, ние свириме нивна музика и они наша нели доста популарни се од зајди песните, па натаката мислам дури некои мислат дека Тоше ја пее зајди, јас им кажу, значи викам Александар Сариевски ја пее таа песна, иначе Тоше ја проби нели песната. Благодарам, одиме сега со една песна од изворниот македонски мелос во исполнение на нашиот денешен гостин Горан Јованов. Горан, те гледаме често во угостителските локали во Теквешијата, каде ти е најубаво, во Кавадарци или во Неготин?
Мене ми е секаде најубаво, значи обично може да кажете политички одговараме, нели, ама и стварно е така, пошто кога почнав со музика, мислам свирев по цела Македонија, значи и во Чашка, во Велешко, свирев по Струмица, свирев по Оризари, во Кочани, во Ландово, Трио кафаната, ама тие обично кафани се повеќе позатворени и се малку се смалени можностите за свирење. Обично некој пат може да ме видите тука, нели, во Кавадарци кај Јосо, ето да го поздравиме, него има секоја вечер таму добра забава. Сака ли оваа публика сега музика што ја пееш ти? Повеќе може и српски, нели, обично то пеачите не го признаваат, некој пат кажуваат, нели, повеќе македонски, ама јас обично сакам отворена работа, мразам лаги и такви работи. Значи сите кажуваат македонско пеат од сеца. Значи, ама ние пееме фактички тоа публиката што сака, значи пееме и зајди, пееме и од Шабан песна ако побарат и од сеца, значи се што е убаво, а музиката обично е благословена од Господ, така да мислам нема проблем околу тоа. Како Горан Јованов започна да пее 90-та година? Епа, И зошто се реши да пее песни? Јас многу ја сакам, значи, музиката и затоа се решив да пеам. Иначе, пошто кога почнав уште од селото, кога живеев, обично таките тапанарите сите почнуваат од канти, тропање. Значи, почнав и јас така, значи, тоа е многу мал, не знам де колку години сум бил. А првите тапани некаде, тука е некаде 95-та година, кога почнав јас да свирам, тука ги купив, сега имам други, ама повеќе со пеење се занимавам, затоа што малце умрена работата со музиката, од кога излегува овие ритм машините и се трудиме. Копчи се... Play off. Ги познаваш ли нашите тапанари од Тиквешијата и да ни кажеш со кого повеќе си пријател, другари така? Па од Кавадарци, порано повеќето се дружев со Мики. Добро. Тапанарчето што во Брушан мало, мислам така некаде живее сега, мислам друга куќа има, ама не знам точно каде е сега. Со Јосо секако си пријател? Со Јосо пријател и он нели стар тапанар, бубњар, ама повеќе на забавна музика он. Но не е битно, важно твојата бранша, ритмот. Да. Значи јас мислам, мене не ми беше тешко, јас во исто време се учев и да пеам и да тропам. Обично што кажува дека тоа е тешко за работа, ама мене не ми беше затоа што така јас почнав и така и терав по кафаните, значи и тропав во исто време и пеев. Имаш убав мелодичен глас, тоа може би те вади. Па може би, благодарам на сугестијата. Кажи ми, како е сега во Македонија да се биде пеач? Тешко или лесно? Па во Македонија да се биде пеач, обично ако се зборува за свирки, мислам дека е тешко, затоа што сите тоа го кажуваат дека има многу мал пазар. Значи многу музиканти има така речено на нели наш јазик. Многу музичари се изродија кои од школа учени, кои самоуку како мене, например, јас музичко школа немам мич, значи се што ми дал Господ, фала му на Бога за тоа. Повеќе работа има, ја мислам, во Србија, ама да почнат од тука или од таму па навака, како што кажувате сега, например, пошто обично некој пеач како Зоран Ванев што беше ли Ангел Димов, може да кажам дека ми е комшија, затоа што брат му живее до мене, да. Он, например, гледате како замина директно таму и обично кажуваат народот, ако во Србија станеш малце познат, македонците автоматски, значи ќе те препознат и одма ќе те прифатат. А тука треба многу да се избориш, а јас имам правено муебет со српски пеачи, што најпопуларните македонски пеачи не ги знаат. Значи имам прашано за Сузана Гавазова, значи само слушнале, онака пошто е нели женско, пак за некои други пеачи вика прв слушаме или за Гоцар Нудов, например, колку беше познат нели тука и уште се слушат неговите песни. Во Србија баш тие што ги праша вика не го знаеме. А тоа е жалосно, нели, обично музиката нема граници, треба се да се слуша и се да се свири. Знаат ли овие млади да ја сакаат македонската музика? Имаат ли поим дека нашата македонска музика е подобра од сите други, така барем велат фолк пеачите од Србија или од Хрватска, знаат ли да го ценат тоа или не? Па го ценат, значи ние, како што кажав, и свириме македонски песни, значи нели свириме српски, некој пат блок, ама имаме и доста и македонски, поготово тие старите македонски песни како Судба моја, не знам, ете Павле ми пие, што ја снимав ја, пошто на старите, мислам на моето CD ставив познати доста песни македонски, можам да набројам некои од тие, значи како Сестра кани брате на вечера, Не ме ја затворај мајко портата, Кажи Рајне, некои такви се, некои познати песни и мислам дека CD-тото е добро, издадено иначе за Сенатор продукција од Битола. Одлично.
Знаете зашто ве прашувам за ова? Затоа што некои песни, како тече времето, се забораваат. И овие генерации дури нема да ги знаат. Нема да знаат која е Васка, која е Александар Сариевски и така натаму. Да, затоа и сакам да кажам, затоа и ги обновуваме тие песни, затоа што има многу стари песни што се со многу лош квалитет и сега денеска нова модерна техника не сакаат ни да ги пуштат во радио затоа што фактички се некои може и моноснимки. Нормативи Да, значи нели со тарабоки чукани со ова она. Сега анимација ги правиме со помодерен призвук, а општо народот така и повеќе ги прифаќа, значи така јас кај мене ги правев исто, мислам помодерни песните што се старите, има саксофони внатре, значи кларинети, некои такви, ама обично се вртеа тука до оригиналот, значи со истиот текст, истата музика што ја знае народот, значи не е многу бегано од оригиналот. Одиме сега со уште една песна на Јованов, али но од неговата продукција, негова песна што тој ја пее од познат композитор. Што да избереме? Препорачате. Па еве може на пример пуштете ја Зово и весел народ, ета таа што кажавме дека таа и за македонци е пишана, ајде песна, ајде оро, да даде Господ за македонците, баш таа што спомнав дека ја пуштија на Радио Подгорица. Еве пак сме сега заедно, овој ден е голем за мене. Празник денес ние славиме, празник убав наш христијански. Нека биде така секој ден, собрани за арно убаво, да се пие вино ракија, сето да е за Ирлија. И ајде песна, и ајде оро, за овој весел народ така прилега. За сите радост, за сите среќа, да дава Господ на нас македонците. Сите што сте овде дојдени, за нас сте ни добро дојдени. Убав народ, села, градови, таква ни е Македонија. Сите што сте овде дојдени, за нас сте ни добро дојдени. Убав народ, села, градови, таква ни е Македонија. И ајде песна, и ајде оро, за овој весел народ така прилега. За сите радост, за сите среќа, да дава Господ на нас македонците. И ајде
sreća, da dava Gospoda nas Makedoncide. I ajde pesna, i ajde orod, za ovoj vesel narod taka prilega. Zasite radost, zasite sreća, da dava Gospoda nas Makedoncide. Горан, на кое скалило е денеска музиката воопшто? Не те прашувам македонската, него музиката. Фолк музиката. Фолк музиката може малку, како што кажуваме ние, пркна, нели? Живно. Живна, значи еве има некои емисии нешто по телевизија, ама не во доволен број спрема србите или бугарите, ако речем, затоа што Дури и бугари. Така. они имат телевизии нивни кои што нон-стоп само пуштат, значи музика, нели бугарите бугарска повеќе вртат, србите српска. Пуштаат музика. Ама пуштаат музика, значи 24 сата. Јас многу сум против кај нас на нашите телевизии, поготово регионалните, што се нели национални како се кажуваат, пуштаат само филмови турски. Значи еден филм трае по 3 години. Јас порано гледав некој, ама веќе фала Богу не гледам ни еден, затоа што многу ми губеа од времето. Значи може се да се компензира малце некој филм, нешто музика, ама повеќе да се врти на музика. Пошто и народот малце на ова напнато време повеќе и че го растерети нели музиката. Музиката е една од најубавите работи на светот, колку и да ти е тешко или лесно, одиш кон музиката. Кажи ми, кавадарчани и неготинци, ако ги споредиме, кој си по-музикален народ? Па и неготинчани и кавадарчани се музикални. Сите сме мислам исто, нели 10 километра сме далеко, ништо не разликува. Има ли кавадарчки гости во неготинските свирки во Неготино? Има, обично се мешаме, нели, ние таму, они наваму, да, се мешаме, да. Има. Добро, што е тоа што после 20 години ти исполнува и каде планираш да го насочиш твојот натамошен развој како фолк пеач? Па вака, сега мислам, јас се осеќам уште млад, нели, така да речам, не сум престарен. Обично јас, сега не знам, некој нели гледа цел до некаде, јас мислам дека светот е отворен, па до дека даде Господ до таму и ќе одим. Еве правев, например, некоја српска песна имам снимано сега, пред 2 години ја правевме со диџеј Вани. Една песна Згодна се вика, внатре има црнечки рап ставено, а после јас пеам нешто рефрен на српски, баш и со тие двете македонски што ги спомнав и Крчмар из овој весел народ ги презентирав во ТВ Сезам во Србија. Значи исто и македонските песни, значи ете не бегаме и македонски и српско. Само ги сакаат македонските песни. Да. А иначе најнови песни моментално ми се песна за Веле и Тамара. Значи Тамара е српска, направено она како првен, како нешто забавно, ама после јас ја направив понанародно, а исто и за песна за Веле, иначе се текстот и музиката на Ристо Минов од Росоман и благодарност до него, затоа што ми се песните поклон, мислам, текстот и музиката од него, а песна за Веле ја изведов на фестивалот ова Канео Фест во Охрид. Значи минатата година, така му доаѓа мислам. И песната зема награда за најдобар аранжман. Може и да ја чуеме сега ако ја имаме. Може, да, може.
кај што оди, кај што гази, секој од него се пази. Веле, веле, единствен си ти, ти твоите верни другари. По цели ноќи вино се точи, на глас се смее, песна се пее. Веле, веле, единствен си ти, ти твоите верни другари. Веле, веле, единствен си ти, ти твоите верни другари. Добри 35 минути сме со Горан Јованов од Неготино. Мислам дека го запознавате се повеќе и повеќе. Буквално неоткриено име за кавадаречки прилики. Многу мина не знаат. Кавадарци има многу пеачи од фолк браншата на музиката, меѓутоа музиката на Горан Јованов ми се допадна и затоа решив да го поканам да го запознаете повеќе. Човекот е млад, има 40 години, од пред 20 се бави со народна музика и навистина тоа квалитетно го донесува. Рековме тешко време за пеење на фолк музика, меѓутоа мораме да се бориме со овој наплив и на квалитетна и неквалитетна музика. Како ја бираш која е добра, која не е добра? Тоа зависи од тоа што сака публиката или што сакаш ти. Па ние на живите свирки, например, нели обично свираме тоа што сака публиката, а дома многу песни слушам јас и од тоа што публиката сака, затоа што јас сакам многу различен тип, мислам различна врста на музика, нели? Некој може да слуша само македонско, јас слушам се и македонско, и грчко, и турско, значи се што е убаво, се слушам и од тоа сето, значи по кафаните што го свириме ја и дома го слушам. Обично нели некој не го признава, ама реалноста е таа. Пушти музика, слушај, обично може да слуша музики 24 сата на ден, мене ми е убаво. Ако те поканат некој на турнеа, дали би отишол? Секако би отишол, значи надвор нема модено до сега, значи обично сум пеел туку по Македонија, сум пеел по кафани, по свадби, по банкети на времето, нели таква работа, ама радо би отишол, секој нели сака да отиде до Австралија или до Канада, до Америка, до било каде. Јас имам еве сестра во Германија, можам да ја поздравам, иначе зетот е од Кавадарци, значи поздрав до фамилија Мицкови, до сите. Што е тоа што нашите македонци таму ги влече да слушат македонска музика? Знаете како, што имам правено разговор со некои, нели, што се повеќе години во странство, они кажува дека повеќе се слуша, нели, македонска музика, ама сега вика, пошто овие има многу млади се што се израстани таму и слушаат да родени, дури мислам вика не се не осеќаат како македонци, значи тие слушаат се и македонска и српска, вика се свири, све има на свирките. И кога ќе чуат македонска музика, сакаат да ја запознаат малце повеќе, нели? Па да, ама и ние презентираме, нели, со тоа. Јас, значи, сум рекол, никогаш и не бегам од македонска музика и на сите свирки, покрај српските што ги свириме, доста има и македонски песни што свириме. Овие сега млади генерации што сега доаѓаат, да речеме, на сцената, како ти ги гледаш нив? Како позитивна или негативна нота во музиката? Па обично, нели, светот, викаат на младите, останува. И мислам дека има доста исто музикални, се вклупуваат, одат по кафаните, мислам барат некои од новите, ама многу млади барат и од старите песни. Значи дали македонска, српска не е битно, а мене ми е драго пошто повеќе ми се свиѓаат старите песни. Некако ми се поблиску до мене, јас така сум растен, нели, со тие песни, овие новите некако ми се како пола странски, пола народни и некако не ги разбирам баш, ама може, значи, некој пат и некоја таква да направам, нели, за младите, што се кажува. И од се по нешто, мислам, може да видат слушателите, гледачите кај мене, значи нема да биде изненадување нешто. Во Македонија се ствара еден тим на пеачи, уствари тој е створен, меѓутоа некои заминуваат, некои се враќаат назад. Кажи ми, која е таа прва, која е таа втора лига на пеачи во Македонија кои сега се заслужи за тоа на која сте скалило се на ОГМ? Па прва лига на пеачи, спрема лиги, нели, ако веќе го кажуваме како спортот ова, ги знаеме кои се, нели, познатите што беа, нели, Гоца Арнаудов, да речеме, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски, нели, тие најпознатите пеачи што се тука во Македонија. Иначе има и доста и неквалитетни, ама
секој нели колку му дал Господ нека тера, јас не се бунам, нели. Тие се спровираат, нели? Па нека се спровираат, нели, малце да остапат овие по старите место и на другите, нели, малку и од тие да има на телевизија, не само од старите пејачи. Инаку многу е битно форсирањето на одреден пејач на одредена телевизија или на одреден медиум, па дури ако е неквалитетен, ако често се пушта, може да помогне. Па може да, ама јас мислам дека во музиката нешто што фали во оваа држава е менаџери. Со тоа што имам правено со некој муебет, вика во Македонија нема менаџери. Значи некој ако ти каже, вика лаже, обично вика се лажачи. Сега не знам со забавната музика како може да има нешто таму, повеќе они работат со менаџери со таква работа. Менаџерите се повеќе во странство и кога работат нашите пејачи во Канада, Америка, по другите држави, таму значи ги презимаат менаџери. Иначе не може нели да отиде или некоја врска ако има нешто таква, значи никој не го познава, никој не го не вика, нели? И пеат по клубови, по дискотеки, по таква работа, значи ако пеат во Америка, сигурно американци нема да слушат наша музика, нели? Привршуваме горе на овој муабет, дали би имал за крај да ни кажеш уште нешто? Па за крај да ве поздравам сите, еве, пак може ќе дојдеме кај Јосо, тука мене ми е убаво така, има некои журки, па сигурно ќе ме фатат. А инако можете да те поканат, нели, ако имаат потреба. Може секако да, значи обично за народна музика ако се работи, значи може, се мислам банкети нема, ама има нели свадби, матурски, од таква што е за народна музика, слободно нека ме повикат, може да ме најдат сигурно лесно, ќе прашат нека колеги, се познаваме сите по Неготино и Кавадарци, не сме тешко за наоѓање. Пријатен човек, убава средба, ми се чини дека и ако го отворивме малку повеќе срцето, Горан ти благодарам што ми беше гости. Ви благодарам и вас за поканата, јас мислам стално сум реален и се некој може му се свиѓа тоа, може не, ама јас сум таков тип на човек. На повеќето ќе му се допаднеме секако со оглед на тоа што убаво и отворено зборуваше за македонската музика, за твоите чекори во музиката и она што си сега моментно. Такви нека не бидат сите отворени и јасни за да не биде поубаво на сите. Ако нешто криеме, тогаш да не биде многу како политичари, нели цело време се нешто, обично да бидат отворени сите колеги музичари, значи народот тоа може го чувствува со срцето и малку си поприлепен, да речем, за самите луѓе, за тоа што јас, например, не се ни осеќам ни звезда, ни па некаде сум пеел нели настрана, ама колку знаеме толку, колку можеме толку. Со народ обично кога сум заедно на свирки или па и приватно излегување, јас сум стално до нив, значи не бегам од стално на кафе, може да ме видат со луѓе дали од Кавадарци, дали од Неготино или било каде, значи тука сум за тоа, не бегам. Благодарам. Беше тоа позитивниот Горан Јованов од Неготино, пеач на народна музика и на македонска, меѓутоа и на други фолк мотиви од Македонија и надвор од Македонија. Му благодариме за оваа пријатна средба што ни овозможи, а ние ќе одиме со уште една негова песна. Истовремено и ќе се одјавиме посакувајќи ви пријатно со нашата програма.